трансплантација на бубрек чекаат околу 160 пациенти во државата. Во моментов на дијализа одат 1657 пациенти во 23 земји за дијализа, распоредени низ 17 градови. Најмладиот пациент кој посетува центар за дијализа има 13 години. Во склоп на одбележување на светскиот ден на бубрегот, податоците на уролозите покажуваат дека од година во година расте бројот на малигни заболувања. Секој аларм дека нешто не е во ред треба да биде контролиран, со цел навремено да се превенира. Има три типа главни заболувања на бубрек, мислам главни, има повеќе типови на заболувања, меѓутоа што се однесува до мојата специјалност, до урологијата, најчести заболувања се инфекциите на уринарниот тракт, калкулоза на уринарниот тракт и на трето место, меѓутоа најсериозно, малигните заболувања на уринарниот тракт, кои што во последно време се значително во пораст. Контролите, како и за сите други заболувања, е пожелно да биде што е можно почести, меѓутоа не можеме за се да се контролираме. Најбитно е да се има соодветен начин на живот, соодветен начин на исхрана и да не се занемаруваат одредени симптоми. Например, минимална болка, тупа болка, наод на крв во урина, промена на боја на мокрача и така. Значи, тоа се симптоми кои не треба да се занемаруваат. А многу често нашиот народ, добро е, еднаш беше, во еден случај беше, не беше ништо страшно и така. Расте и бројот на болести кај бубрезите кај младата популација. Брзиот начин на живот може да се вброи како една од можните причини, но неопходна е здрава исхрана без зачини и зголемена количина на вода која се внесува во организмот. Помалку зачини и повеќе вода, значи соодветна хидрација на телото. Се знае, значи, дневен внос на течност е по килограм телесна тежина. На 25 кг телесна тежина се пие по 1 литро вода. Зборуваме за нормални временски услови. Летно време може и повеќе. И, како што реков, да се оди на контроли кога има било кој од претходно спомнатите симптоми и кај пациенти кои што имат генетско оптеретување, значи родители, браќа, сестри со одредена симптоматологија, кај нив треба да биде многу поредно. Во последно време калкулозата на бубрек, поготово кај младата популација, е во значителен пораст. Значи, доста често, од година во година има се повеќе и повеќе млади луѓе кои што заболуваат од калкулоза на бубрек. Дали се однесува на современиот побрз начин на живот, на надворешните услови, веројатно типот на вода кој што се пие, количината на вода кој што се пие, храната која што се јаде. Хроничната бубрежна болест е тивка пандемија на 21 век, зашто се предвидува дека до 2040 година ќе стане петта водечка причина за предвремена смрт кај населението. 1 од 10 возрастни лица имаат некоја форма на бубрежно оштетување, а скоро 90% од луѓето кои се соочуваат со хронична бубрежна болест го игнорираат нејзиното постоење.